Ако со години соработува и коалицира со црните Мендух Тачи и Љубе Бошковски, зошто сега би му сметал Рамис Мерко? Со внесувањето на струшкиот градоначалник на американската црна листа, Ковачевски ја доби третата личност која е дел од власта, а која заради своите дејствија има забранет пристап во САД. Тачи е пратеник од владиното мнозинство, Бошковски со години привлекува странски инвестиции, но наместо да го реши случајот со Мерко, власта и нејзиниот пиар тим се обидуваат да го искористат за да под тепих стават многу поголеми теми и афери, како да се заборавија уставните измени, криминалот со Бехтел Јенка, трагичната судбина на малиот Кико и слично. Нема власт во светот која секоја ситуација не ја користи за своите потреби, така да веројатно и нашата власт ќе делува во таа насока. Сепак еден невообичаен потек во целина, бидејќи порано кога и Љубе Бошковски и Мендух Тачи ги става на црната листа, тоа беше кога тие веќе беа надвор од власта, кога веќе нема никакви ингеренции, речиси. Дека на власта досега изгледа не и пречеше црната листа на САД, докази реториката на премиерот Димитар Ковачевски. Досега не му пречеа коалиционите партнери Мендух Тачи и Љубе Бошковски, но почна да му пречи Рамис Мерко. Јас да се најдам на листата, на црната листа на Соединетите американски држави, како човек кој што дел од своето образование го завршил во Соединетите американски држави, нешто ќе си дадам оставка. Јас тоа ќе го сметам за најголем пораз во мојата лична и професионална кариера. Инаку оваа ново настаната ситуација ја отвори устата на обвинителството. Во моментов имало 6 активни предмети против Мерко, но имало и такви кои биле затворени, па сега ќе се проверуваат законитост и ажурноста во постапувањата. Од 6 отворени предмети против струшкиот градоначалник, 3 се почнати годинава, по еден во 2022 и 2019 година, а најстариот отворен предмет датира од 2015. Најновиот предмет е примен во струшкото обвинителство на 19 мај и се уште е во предистрага.